студиото по 9 часот се дружиме со Панче Тошковски, министер за внатрешни работи во техничката влада, професор доктор Виктор Камнар, специјалист по ортопедија, и Агрон Фазлии, председател на Занетчиска комора на Република Македонија. Останете со нас до 11 часот. Еве на назад во студиото, пред малку слушнавте и уште еднаш се подсетивте кои се наши денешни соговорници. Јас и Руберт денеска домаќини, веднаш од мојата десна страна господинот Панче Тошковски, министер за внатрешни работи во техничката влада. Добро утро и добре ни дојдовте. Благодарам на поканата. Се надевам дека ќе ви биде пријатно. Сега за сега ми е. Не гледам зашто да не ми биде понатаму. Така. Веднаш до вас професор доктор Виктор Камнар, специјалист по ортопедија, хирург. Добро утро. Добро утро. Добро дојдовте и вие. Добро најдо, благодарам на поканата. И веднаш до вас Агрон Фазли, председател на Занетчиската комора на Република Македонија. Добро утро и за вас. Добро утро, добро Прв пат се гледаме тука, ако не се лажам. Не, втор пат. Втор пат? Но со мене може би прв пат. Мислам дека да. Се надевам дека ќе ви биде убаво, пријатно. Пред малку тоа се пошегувавме со Роберт, се обидуваме во овој дел ние малку да ги релаксираме гостите кои што најчесто имаат стресна професија, такви професии имате сите. И може би сте научени да бидете сериозни, да не се смеете многу и така натаму, но еве денеска може ќе се смееме и ќе пееме, не знам. Кога имаме доктори обично пееме, Роберт, нели? Па да. Генерално. Што велиш денеска, каква е прогнозата? Па прогнозата не ми го кажува тоа многу, да, ама како и да ќе имаме еден дел каде што малку повеќе ќе се опуштиме нели по 10 часот со некои од фотографиите кои што ги подготвивме за вас, малку да видиме на другата страна од работата. Така е. Министре, често ве гледаме последниот период и тоа е со причина. Она што можеме да го заклучиме по коментарите на луѓето кои што се јавуваат и кај нас во емисија и по социјалните мрежи дека конечно на некој начин почна да се решава она што се случуваше со пасошите. Знаеме што се случуваше минатите месеци. Луѓето беа револтирани, чека редици, па се чекаше со часови, посебно нели пред полициската станица Пролет и така натаму. Знам дека ова прашање би го поставиле, но бидејќи во меѓувреме се отвараат и нови места каде што ќе може да се фотографираат, како успеавте вие за толку кратко време да најдете на некој начин решение, ако можам да кажам, за побрзо да се сликаат луѓето за пасош? Не можеше да се направи тоа претходно? Не сакам обично да ги барам проблемите со цел да ги критикувам. Обично сакам да ги најдам решенијата за да можам да го олеснам процесот. Можам да кажам дека факт е дека сега поблаго функционира целиот овој процес. Колку и да е се уште недостоинствен, колку и да се уште државата крши човекови права, колку и да се уште државата не може да одговори на правата на граѓаните, сепак има разлика од она кое што беше претходно. Има разлика заради тоа што мојот тим на луѓе и сите оние професионалци кои што се во министерството и сакаат да помогнат, во овој процес, се ангажирани максимално во временскиот период од месец дена од прилика. Ги имаме зголемено капацитетите на луѓе кои што се директно вклучени во процесот. Ги имаме реорганизирано оние технички капацитети кои што ги имаме, например да речеме, не знам, така стоела базна станица во Струга, не било употребувана, ја земавме, ја повлековме во Скопје, чуда не направивме, но факт е дека лесно видлива е промената која што е настаната за овој краток временски период. Нели бројките дека четворица фотографираа во Пролет, беа поставени 10 базни станици, со бројката дека сега фотографираат 28 луѓе на 14 базни станици. Претходно дневно се ваделе 300-350 од прилика пасоши само во како финален процес на фотографирањето во Пролет. Денеска од прилика околу 2000 луѓе можат да се фотографираат во Пролет. Очигледна е разликата и бројките се очигледни, но дека сме го решиле проблемот, не сме го решиле проблемот, се уште има проблем голем, како во делот на приемот на граѓаните, така во делот, особено во делот на изготвување на самите патни исправи, па и на личните карти и на возачките дозволи.
секако и во делот и на доставата. Но чекор по чекор ќе средиме се што може да средиме во наредниот период. Се надевам дека тоа ќе биде колку што може побрзо во интерес на граѓаните, но сепак капацитетите што ги имаме се тие. Нажалост, овој проблем, како да кажам, за да го решиш треба навистина да си магионичар. Ниту јас, ниту моите луѓе во министерството сме магионичари. Така. Цело време говорам зошто е настана тој проблем и сакам пак да го кажам тоа. Граѓаните мора да се свесни зошто сме во оваа ситуација, заради тоа што факт е дека кога е склучен оној преспански договор, предпоставувам, немам друго логично образложение, зошто дека оние кои што го склучиле не мислеле на своите граѓани, најмалку мислеле на Македонија, а знаете што направивме со тој преспански договор од аспект на чудо невидено кое што досега е вака во светов. Не знам кој друг се прекрстил себе си за да може да чекори напред во иднината. И сега замислете, при таков договор, при таква отстапка што е направена, до толку не размислиле, наместо да стават еден временски период најнормален од 10 години, пошто знаат дека документиве траат по 10 години за промена, стаиле 5 години. А и што стаиле рок од 5 години за промена на документите, не знам дали ви текнува, целокупната влада во тој период излегуваше и го убедуваше луѓето дека нема да се променуваат документите, дека нема да има финансиски трошоци за граѓаните дополнителни, се ќе се биде окей, се е розово, се е супер и така натаму. И таквото катастрофално облигационо, нели, решение кое што го подпиша, не можеше да не доведе до ваков хаос, особено имајќи ги предвид техничките капацитети и човечките ресурси кои што ги имаме во министерството. Но тоа е што е. Ќе мора да се фатиме за работа. Доста време е спиено во рамки на институциите. Со работа, со труд, со посветено, со како да кажам, со едноставни чекори, но во интерес на граѓаните, а не во личен интерес, факт е дека ќе има разлика. Значи, какви се прогнозите од прилика околу вадењето на пасоши? Ако беше месечно, да речам, колку 50.000 пасоши или како беше бројката, сега последните информации околу 75.000 до 80.000 пасоши и така натаму. Какви се прогнозите ваши? Значи, вкупните бројки како стојат? Да речеме, прво од аспект на фотографирање на луѓето, декември, јануар, од прилика негде околу 50.000 луѓе во Скопје биле фотографирани. Така. Тоа беше кажувано дека е максималниот капацитет кој што го имаме како држава, излезе дека не е така. Ние започнавме од 6 февруар со реорганизација на процесот. Од 6 февруар, заклучно со 28 февруар, фотографирани се негде од прилика приближно околу 90.000 луѓе, само во Скопје. Ако го фатевме на први и месецов траеше барем 30 на дена, еве март ќе биде добар репер за тоа. Во март сигурно ќе имаме над 100.000 граѓани кои што само во Скопје ќе ги фотографираме. Од аспект на фотографирање, од аспект на производство, добро е да знаат граѓаните дека моментално располагаме со 2 машини за принтање на патни исправи и една машина за производство на оние поликарбонатни картици, тоа се возачките дозволи и личните карти. Капацитетот на производство од прилика многу не можеме да го зголемиме, но сепак и она малце кое што можеме го правиме. Што значи тоа? Тоа значи дека луѓето кои што работат во овој процес на печатење, ако претходно почнувале од 7 часот утрина да почнуваат со работа и завршувале до 21, сега почнуваат од 6, завршуваат до 22 часот. Сега работат една смена и сабота, работат една смена и недела, ама смената трае 10 часа. И тоа е тоа од аспект на човечки потенцијал кој што е максимален, тоа е тоа од аспект на производствен капацитет кој што е максимален на машините и месечно така можеме да произведеме негде од прилика околу 75 до 80.000
до 80.000 пасоши. Така. Тоа е максимумот кој што го имаме како држава. Многу често граѓаните ми поставуваат прашања многу логични, зошто не се земе уште една машина, нема ли можност надвор да се принтаат, нема ли можност поинаку да се организира. Станува збор за изборен период, станува збор за комплицирани машини. Рокот ни испорака за истите и сега да се склучи договорот е преголем за да стигнат и да помогнат во рамки на овој процес од аспект на капацитетот кој што ни е потребен. Гледаме да искомбинираме некои помали машини ако можеме да ги обезбедиме и така натаму, но тоа е реално тешка мисија. И она кое што го имаме како максимален капацитет, факт е дека ќе го зголемиме производството за 50%, факт е дека ќе го зголемиме фотографирањето на луѓето за 100-120% па и повеќе, но исто така факт е дека она кое што е дефинирано како, јас стално велам, недоветна одредба во Законот за патни исправи, а таа е 12.2.2024 година, не можеме да ја исполниме. Таа 12.2.2024 година заврши пред месец дена отприлика, така да. Да. Тоа се можностите кои што ги имаме. Ќе се надоврземе околу сетото и во продолжение, да. Доктор Камнар, вие кажавме уште пред, кажавме, кога разговаравме, можеби нема место каде што не сте биле, поврзано со работата, дали некој ще се соочиле со некаква ситуација, посебно период да не можете да заминете, да немате вашички пасош или тоа го завршивте навреме? Ја го завршив навреме без да ги почувствувам сите овие проблеми кои што се почувствуваа на денешница, за жал народов. Меѓутоа, дел од моето семејство не. И една од коментарите на близок член на моето семејство беше дека реално полошо чувство со сати чекање без да знаеш дали ќе се сликаш или не, еден општ хаос, не е убаво во секој случај. А ја како го завршив? Го завршив на тој начин што мене ми истекуваа документите пред година и Мене исто, да, среќа. половина, да, и како истекуваа, така ги сменив. Така ги сменив и практично овој дел воопшто не го почувствуваш, на моја среќа, морам да кажам. А за моја несреќа, да се надоврзам со докторот, вака потребно беше мојот син да доаѓа од Швајцарија, да ги замени сите овие, да ги замени пасошите и имаме голема потешкотија, за жал, да ги извадиме пасошите и за да се врати на работа назад да се врати, и верувам дека ова ни многу ни зададе страшни проблеми, не само во семејството, него и опширно. Ние сега како Занечиска комора имаме покана од Хрватска, каде што ќе треба да одиме во саем во Хрватска, и дел од структурата која што нема важечки пасоши не може да присуствува во тој многу важен саем за развиток на занечиството и пример за нас, да взимаме примери од таму. Питање за нас, за земјата. За земјата, зборувам за нас. Лична карта имаат? Лична карта немат, пасоши немат, и така да се соочуваме, да се надоврзам со разговорот со сериозен проблем во сите аспекти. Колку често имате можност да ги промовирате македонските занаети? Барем од оние што останаа. И колку веќе или се на работна изумирање или па ги нема веќе? Не, имаме занаети, занаетот не е само стари занаети. Јасно. Него ние сме основниот продукт на економијата, човечкиот ресурс. Занечиството се претега од градежништво, па след туризмот. Затоа старите занаети ги ставиме во атракција, туризам, културно наследство наше. А во другата страна имаме плејада на регистрирани вршители на занечиска дејност, која што, за жал, од ден на ден ни се намалува работната сила во нашата држава од
лошите, односно од несоодветните политики кон економијата, за жал. Мора да го промениме мајндсот, мора да бидеме равноправни, затоа што ЕСНАФ потекнува од турскиот збор, каде што е равноправност, а тука јас се чувствувам и со министерот равноправен и со докторот, така да за нечијата исто така е потребен како еден доктор, како еден министер, за да може системот да функционира како што треба. Така. Предпоставам дека е така и во професијата кај доктор Камнар. Па да, така е. Со тоа што јас ќе се надоврзам на овој дел, да, промоцијата на земјата надвор е многу битен елемент. Предпоставувам во економијата еден од побитните, бидејќи на тој начин се промовира земјата, се воспоставуваат одредени врски за понатаму договори кои што би може да се потпишуваат, нели, економијата е составен дел на нашето живење. Меѓутоа, најголемиот проблем кој што граѓаните, предпоставувам, сите ќе го потврдат, во однос на важечките, односно неважечките лични документи, поготово патни исправи за патување надвор, е кога имате мака. Веќе ние како држава имаме можност, добар дел од болестите и состојбите кои што се поврзани околу нивната здравствена состојба да ги решиме овде, меѓутоа има дел кој што не можеме и тука е веројатно според мене најголемиот проблем, поготово ако немаме важечка исправа, а не дај Боже имаме потреба од патување надвор, тогаш веќе се поставува прашањето колкав е проблемот. Предпоставувам, тука е министерот, дека постојат начини за брзо изработување на испити, меѓутоа сепак тоа е еден дополнителен стрес не само кај луѓето кои што имаат таа мака, туку и кај семејствата генерално кои што се во околина, бидејќи не е само вие да извадите важечки документ, потребно е нели да направите одредени контакти надвор и така натаму и така натаму. Но факт е, овој проблем се надевам, јас секогаш ќе гледам оптимистичката страна на работите, дека ќе се надмине. Министерот кажа дека се прават големи напори, нормално е, никој нема геоничар да го направи тоа преку ноќ. Како што кажа тој до? Така е. И тоа се надевам дека во еден краток, барем еден пристојно краток период, тоа секако ќе се надмини и нема да биде веќе проблем. Се надеваме. Да. Пред малку, министре, вие сакавте да се надоврзете кога го прашавте дали има лична карта, често се добиваат и такви прашања. Со лична карта каде може да се замине, во која од соседните земји сме, не сме. Исто така вчера со Роберт баш споделив еден коментар на социјалните мрежи, навистина многу се говори за оваа тема. Една жена баш напишала дека требала да патува во Словенија, но пасошот е бил изваден пред 2 години, но со старото име. Испратила мејл, оттаму и рекле дека во Словенија немало никаков проблем, односно имали информација дека не треба да имаат никаков проблем со македонците кои што имаат стар пасош. Која е вистината? Каде може да се патува, да не се патува? На вистина многу недоумици има околу оваа тема. До сега официјалните информации се следни кои што ги имаме. Република Грција не дозволува влез со важечка патна исправа со старо име. Добро. Но ни една друга држава официјално не се признава дека нема да дозволи влез и излез од своја територија со стара патна исправа, која што е важечка согласно втиснат датум. И сега зошто велам секогаш за таа одредба од законот за патни исправи дека е недоветна, заради тоа што е несистемска и заради тоа што не постои друга земја во свет, дури ни Македонија, имајќи ја предвид СФРЈ и оние промени имиња кои што ги имавме со важечките патни исправи кои што ги имавме, значи не постои друга земја која што издала важечка патна исправа. Што значи тоа? Важечка е, има таму 21.1.2021 е издадена, важи до 21.1.2031. Да. И сега најнаш велиме неважечка е. Затоа е недоветна одредбата. Јас многу внимавам што говорам. Недоветна е пошто е надвор од разум. Ама тоа е што е. Сега, во однос на еснафлукот и на занаетчиите, 100% се слагам дека станува збор за фела во општеството, која што и како е клучна, треба да се респектира и сите ние знаеме дека од ден на ден се помалци има занаетчи, се повеќе и повеќе се барани. И со моите колеги адвокати многу често сме разговарале дека
дневницата на занаечијата може би е некогаш и поголема од дневницата на адвокатот. На шала, но навистина е така. И на доктор. Па и на докторот Црногорзе. Зошто ве прашав за дали имаат лична карта? Заради тоа што без оглед на тоа дали личната карта е со име старо или ново, доколку е важечка, насреќа забораја да го сменат и тој закон, насреќа велам. Без никаков проблем, со важечка лична карта. Значи, важечка во суштинско значење на кој имот Со важечка. датумот. Со датум, да речеме, до 2025 е. Слободно може да излезете од Македонија преку нашите пријатели Албанија, Косово, Србија. Слободно може да си се упатите со било какво превозно средство каде сакате. Во конкретниот случај, во однос на Србија и Хрватска, ви гарантирам дека ќе влезете без проблем во Србија со лична карта преку граничен премин Богородица. Се извинувам, Табановце. И без проблем ќе влезете од Србија во Хрватска со патна исправа со старото име. Зошто? Заради тоа што тоа ми беше кажано од страна на амбасадорката на Република Србија и амбасадорката на Република Хрватска, кои што амбасадорот така е. Значи пасош со Република Македонија важечки. Значи датата е многу важна. Тоа треба да се Пасош со старо име, доколку имате, кој што има втисната дата, законолично со 2025, без никаков проблем може да го употребите за влез во Република Хрватска, а со важечка лична карта без никаков проблем може да излезете од Република Македонија и да влезете во Република Србија. Нажалост, зошто еден од амбасадорите со кој што имав чест да се видам ми вели Македонија е земја на парадокси, вика тоа вака го можам да го тврдам во однос на Македонија и така е. Кој знае што се мисли? Пазете сега, само Македонија и Грција, ама нели јужниот сосед си имаат своји причини зашто го прави тоа како што го прави. Тоа си е негова работа. Ако го трнеме јужниот, само Македонија не дозволува, а 100% во свет е така, евентуално и Северна Кореја, не им дозволува на своите граѓани да излезат со патна исправа која што им е издала, е со старо име, а е важечка. Само Македонија. Зошто? Пак ќе повторам. Ради таа една недоведна одредба, која што овие господава 54, од СДСМ ДУИ и остали привезоци на ДУИ, одлучија како што одлучија да не го сменат законот. И да ги заробат македонските граѓани, македонските занечи, македонските доктори, македонските адвокати, Музичари, имаше многу кои што не можеа да патуваат, точно. Како да кажам, Сите граѓани. Сите граѓани на Заводно ќе Република. гласале мора да се почита договорот. Ама не е така. Ама не е така, тоа нека го зборат. Сега јас, ај сега замислете сега правников да земе на докторов да му објаснува каква функција има бубрегот кој што е поврзан со не знам кој друг. Конкретно операција на колено. Или се јас сега да земам на доктор Камнен да му викам, слушај докторе, сега операција на коленово, вака треба, така треба да правите. Или да земам неснавската фела да ја кажам, не знам, вака треба да ги направите сатите, така треба да ги направите сат. Значи јас сум адвокат кој што работи облигации многу долго во животот. Тотално е неточно тоа што го зборат. Не е така едноставно, лажат. Не е така. Ако го сменеа законот, не значи дека ќе го прекршеа договорот. Не е точно дека одредбата од уставен закон од Уставот од член 118 имплицира на императивна примена на конкретен временски период согласно договорот. Зашто за добро на граѓани не би гласале? Знаете зашто? Знаете ли зашто? Многу е прост одговорот. Знаете зашто? Нема ли познавање доволно или? Не, заради тоа што не си ја сакаат Македонија и за тоа што на крај памет име интересот на македонските граѓани. Е ради тоа. Е само ради тоа. Заради ништо друго. Правно видете, сега вие сте така новинари. Вас вие работите да Чудо е македонска партија да не ги знае граѓаните сега. не само две македонски, 3, 4, 5, тие се сите македонски партии без оглед дали мнозинството на припадници на партиите се од ромска, албанска се жители на Република Македонија, или друга точно. националност или македонска националност. Тие се сите македонски партии. Јас кога велам македонските граѓани, мислам на сите граѓани кои што живеат. Јасно, се разбира. Значи, немат причина правна. Еве нека донесат еден, видовте ви еден експерт од област на меѓународно право да излезе да го брани нивниот став. Дали чувте некој таков? А јас чув многу кои што го, и те како за страна на ставот на правдината и на вистината.
Не е точно, па ако трнеме од сега да не ве замарам и да не ги замарам вашите граѓани, ако трнеме од аспект на повреда на договорот, еве така да зборам со јазикот на еден друг мој колега, а не со јазик на адвокат, тогаш договорот е повреден со тоа што ние до 12.2.2024 не сме ги смениле сите патни исправи. Само со тоа е повреден договорот. Прво, второ, договорот е повреден со тоа што го сменивме законот за возачки. Зошто го сменија законот за возачки? Во одредбите од преспанскиот договор таму вели дека еднаков третман имаат пасошите и возачките. Зошто? Пошто возачките, еве, сите сте излегли надвор од Македонија. А излезете само со меѓународната да ве видам. Возачката што е другата, остајте си у Скопје. И мислите дека че без проблем ќе се шетате? Па нормално. Основа за да извадите меѓународна возачка дозвола е возачката дозвола. Така е. И ако ја немате, таа имате проблем. Сакам да кажам дека кога сте нечесен и кога сте лажго, а од другата страна има огромен број на интелектуална фела која што вели дека сте лажго, нормално е дека народот ќе свати дека нешто не е окей со вас. Односно, дека најголемиот проблем кој што го имате е тоа што не се сакате Македонија. Тоа е одговорот. Добро, Тоа нема друг одговор, знаете. Во ред, ќе се навратиме. Ова секако, кога рековте да ги заморувате гледачите, напротив, ова се прашањата кои што ги добиваме од нив и сакавме да добиеме конкретно одговор од вас токму во емисијата, така што сигурно идва и чекаа да ги слушнат овие одговори. Ќе се надоврземе сега малку на здравството. Покрај тоа што сите не мачат овие работи кои што вие ги напоменавте. Само да ми дозволите една работа која што докторот ме потсети, се извинувам. Секој оној кој што има потреба од здравствени причини да излезе од територија на Република Македонија. Ова го имам многу пати кажано и јас и дополнителниот и заменикот. Слободно може да се обрати во секоја полиска станица со соодветна документација. Слободно може да се обрати до било кој од нашите кабинети со соодветна документација. Пак велам, патна исправа ќе биде издадена во такви случаи веднаш. Веднаш, да. И тоа многу пати сме го направиле Тоа до беше сега. многу битно зборевме со портпаролот и тоа го кажа, тоа беше нашето Многу прашање. пати сме го направиле до сега, дури сме иделе во ситуација каде што мора да чуваме одредена бројка минимална на образци и сме велеле дека нема образци, да, и така било, не сме лажеле, немало образци, но немало образци за нормално издавање. Да. А секогаш сме чувале образци за не да Боже Не да ситуација. Боже, баш така. Секогаш сме чувале образци за не да Боже ситуација. Така да, еве, во однос на она кое што го постави како прашање докторот, што е многу вака битно да се знае, за такви ситуации секогаш било кој од министерството, не само сега и претходно, максимално ефикасно одговарал, односно најбрзо што можело се завршило работата. Добро. Така. Она што можеме да го споменаме е кај многу луѓе за жал имаат проблеми и често знаат да се обратат кај ортопед. Можеме ли малку повеќе околу тоа да проговориме кои се најчестите состојби кои што се јавуваат? Еве, ќе ги земам по возрастните лица, иако не е само кај возрастните лица, ви имавте еден најмлад пациент од 16 години кому му беше извршена операција. Ќе напоменеме малку и околу тоа, малку подоцна, но ајде кои се најчестите проблеми со кои што доаѓаат луѓето кај вас и ги посочуваат? Јас се занимавам со една проблематика во медицината, поточно во хирургијата, тоа е ортопедската хирургија и травматологија. Тоа е една поширока дисциплина која што прво опфаќа една голема група на луѓе, односно од доенче новороденче до најдлабока возраст. Така. Многу често асоциацијата за нашата струка се скршениците, што и не е така чудно, бидејќи ортопедија се асоцира на прво на тоа ни текнува, да, но не е само тоа. Тоа се и многу други состојби. Не би ве замарал, односно не би ги замарал гледачите околу тоа, меѓутоа ќе напоменам некои, тоа се дегенеративни, за жал во последно време се поголем растечки тренд на туморска патологија, која што може да биде од бениген, меѓутоа за жал ќе кажам од малиген карактер, состојби кои што се асоцирани како резултат на одредени повреди, асептични состојби и така натаму. Но една од најчестите патологии се скршениците, тоа е точно, тоа е област во делот на ортопедската хирургија, поточно травматологијата и на повозрастната група на пациенти, и дегенеративните состојби, тоа се состојби на предвремено практично оштетување на зглобовите, кои што исто така, тоа добро го кажавте, во последно време се почесто страда и помладата популација. Една од основните причини зошто е тоа така е заради тоа што прво се смени начинот на живење. Ние поминавме низ еден период, тоа беше ковид периодот, памтиме сите, каде што
Ја и не познавам човек или не сум сретнал кој што не го прележал тој ковид, за жал. Се користеа медикаменти, едни медикаменти кои што беа основни за таа работа, кои што предизвикуваат асептични состојби, односно оштетување на зглобовите, најчесто оштетување на зглобовите на колковите, и тоа се помлади пациенти кај кои што, за жал, повторно ќе кажам, немаме друг начин на нивно лекување освен оперативен со замена на зглобовите со вештачки зглобови. Така. Исто така има еден дел на ортопедијата, тоа е така наречената детска ортопедија, каде што имаме конгенитални или вродени состојби, тоа се состојби кои што ги пратат практично дечињата од нивното раѓање па во понатамошниот период. Тоа се најчесто луксации на колкови, криви стопала, криви вратови и така натаму, каде што можат да се лекуваат и преку конзервативни методи, така се започнува секако, а понатаму завршуваат, ако има потреба, ако имаме неуспешно конзервативно лекување, со оперативни третмани кои што траат. Значи тоа се состојби кои што траат. Тоа е делот на развојната ортопедија, односно состојбите започнуваат уште од самото раѓање, односно лекувањето започнува тогаш се завршува во многу подоцнежната возраст. Дали може би вие имате некакви проблеми во коленото, зглобовите, не знам, било што, докторот да може на лице место да ви помогне да закажеме преглед. Моментално не. Супер. Се надеваме дека нема да имаме во иднина. А секако докторот ќе биде тука и за не само за нас. Така, за не дај Боже. Се знаеме, се дружевме на утринска би треба, не дај Боже да ви треба, да. Ако не можеме да закажеме брзо за пасош, барем за колено да закажеме. Подобро за паш, да кажеме. Подобро. Да не кажеш дека ти е министерот гостил, но 20 луѓе ќе те борат. Слушај, бе, сакам злична карта, знаеш, во Затоа вчера Нема проблем. Нема проблем. Може да закажете без проблем сите. Сега само вие и граѓаните. Може на да. интернет, на сајтот, така и сега кога ќе добиеме порака, тоа не знам. да се навратам на Ќе бидете исконтактирани. да го завршиме овој дел од Здрава Македонија. Често знаеме да кажеме за државата она што го дава како субвенција, како помош, како работи кои што помагаат, одмогнуваат, што е да што моментално државата го прави за нечиите. Имате ли некаква соработка? Задоволни сте, не сте задоволни? Пред многу е лесно да се дава одговор на ово прашање, но пред да одговорам на прашањето, јас мора да го кажам ова, дека Занечиската комора е една од важечката комора во нашата држава. Стопанската комора, северозападната, која е во склоп на Стопанската комора, Сојуз на стопански комори, Занечиската комора на Република Македонија, која што единствена е што има и јавни властувања. Имаме 13 регионални занечиски комори под наша капа, една општинска и една градска комора. Структурирани сме и многу добро стоиме во нашите структури, имаме правници, имаме го пазиме и редовата еднаквост, затоа што пред известно време имаме извршен директор жена, која што е професионалец и донесе позитивна енергија во комората и многу проекти води сега со незиниот професионализам. Мора да, зашто е снавот секогаш ја кажува вистината и мора да се заблагодарам јавно на господја Јелена Спасова. Така да структурата и членството се над 25.000 во нашата држава. Ние водиме и регистар, каде што ги регистрираме дејностите, даваме дозволи за работа. И покрај целото ова членство, ние за време на пандемијата, кој што го спомна докторот, имаме потешкоти да се истакнеме и да кажеме на власта дека занечиството не е само занает, него е професија. Значи, секоја професија што спаѓа под занечиство има потреба за помош. Да. И влеговме во тие 5 сета мерки што тогаш се исто беше техничка влада се даде од државата, но во моментот ние немаме стратегија. Ние треба да имаме стратегија за развој на занечиството. Ние треба да имаме разни субвенции за да ги задржиме младите тука во Македонија, во нашата држава. Ние треба да имаме стимули.
ние треба да имаме бенефит од државата покрај младите што ги стимулираме во средните стручни училишта, односно во професиите кои ќе ги изберат. Ние треба да мислиме и за старите занаети, затоа што само старите занаети не може никој да ни го оспори. Да. Кој занаете символ на Македонија? Можеме да одвоиме барем еден? Според вас? Извинете, каде беше министерот од Ведес? Да. Кочурацин, дали не е символ на нас? Секако. 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 Знаете што е бил Кочурацин? Грнчар. Значи, Неговото семејство се занимавало со грнчарство. така. Затоа о том потом ќе говориме, не е проблем, но имаме со што да се гордееме. Секако. Ние сите националности во Македонија имаме со што да се гордееме и треба да ги почитуваме старите занаети. Ние упорно бараме од Министерството за култура. Старите занаети не се профитабилни. Единствено грнчарство и филигранот може да се категоризира како профитабилна дејност, односно занает, но другите занаети мора да ги заштитиме со закон од Министерството за култура. За жал, ние како комора испраќаме секој трети месец барање за средба, односно барање за донесување закон за зачувување на овие стари занати, за субвенционирање, се со цел младите да ги насочиме кон тие стари занати за да ни покажат ни покажат културата и традицијата, затоа што занечиството е сплот на и занечиите придонеле и за државност на нашата Македонија. Секако. Во 1945 година во првата пушка која што е пукнала во Куманово и во Прилеп, кој биле тие? Магдалена Анданова, Шнајдерка, Наце Буѓони, Бербер, Барам Чабани, Ковач. Значи, ние сме придонеле и за државност на нашата татковина. И така да треба да се цениме и треба да мисли државата и секоја идна власт. За среќа го имаме и министерот за внатрешни работи тука на актуелна власт, но секоја власт треба да има или секоја политичка партија во нејзината програма економска посебна програма за развој на занечиството. Така. Ке мора да направиме многу кратка пауза, одиме со блок на реклами, се враќаме назад во студио, продолжуваме со теми и продолжуваме со фотографии кои што некој ги испрати, некој сами моравме да си ги најдеме, така што ќе одиме со оној малку поопуштен дел. Одиме со реклами сега. Евене назад во студиото, јас веќе гледам фотографии од министерот. Браво, штубави фотографии, ама ќе ги оставиме за малку подоцна. Роберт, какви домаќини сме кога не ги прашавме како го започнуваат денот, во утринска емисија? Појадуваат, не појадуваат, пијат кафе, чај, сок, што прават? Министре, доручкувате? Туш. Само, добро, освен туш. Со туш го почнувам. Ова беше добра. Јас сум онака кам чекаш што беше туш. Со туш го почнувам денот. Добро. После тоа на времето колку знае од кога да беше. Како да имате 70 години. Ова звучеше. Допред месец дена пешачев наутро, пошто сум ранобудник, станувам измеѓу 5:30 и 6, пешачев едно час и половина, 2, зависи колку ми дозволуваше времето. И отприлика негде околу 10-15 до 8 се упатов во канцеларија. Сега тој луксус не можам да си го дозволам од Савелија. Пешачам затоа што прво заради тоа што немам време, второ заради тоа што ако пешачам ја треба да пешачат уште најмалце 5 души. Тоа сакав да кажам. Безбедувањето. А не секам да ги малтретирам дополнително и колегиве. Барем за овој период сега додека е како што е. И наутро припремам агенда обично за како ќе тече денот, гледам кои обврски ме станале вчера. Тие действија ги превзимам, после тоа прилика негде 10 до 8 сум во канцеларија. Еве јавно да се заблагодарам на тетка Лиде. Тетка Лиде е една така харизматична господја која што работи во министерството
и кое што морам да кажам дека е највредно од сите таму. И тетка Лиде прави има еден шејк кој што го пијам таму ради тоа диетата која што имам сега. Тетка Лиде вари кафе, тетка Лиде става С-витамин во едно Се што чашиче, се што треба. И голема благодарност до тетка Лиде да е жива и здрава и да не Следен чува пат и како што тетка не Лида чува може да колеги. дојде со вас и да го утиме во кујна. Ето да видиме што јаде министерот за внатрешни работи. Може? Сега не би сакале да видите, верувајте ми. Зошто? Зашто таа диетата малце ми е така, ја велам како храна за папагалија. Ама тоа е тоа. Ако дава резултати, одлично. Па минус 20 сум за ќе каже 45 докторот. дена. Ќе каже докторот, Докторот нека ќе каже каже. докторот, да, дефинитивно. Вие кои се вашите утрински ритуали? И јас сум ранобудник, станувам многу рано. Немам некој посебен ритуал, пијам кафе само и одам на работа. Јас сум во 7. А сега чајче. Значи кафето го испивте пред да дојдете кај нас? Две се испијам. Две. Сега да. Са бајли имавме прилог, значи да не се претирува со пиење кафе, само да ви Да, кажам. случајно го гледав на телевизија. Видовте? Да. Добро. И го видов тоа, да не се претирува. Добро, да, тоа е еден од пороците, ја претирувам. Тука министерот ќе го поправам. Почнете да си пешачите од Сабајле, не малтретирате никого, добра здрава навика и за тие кои што ќе ги прават друштво за пешачење, без разлика. Добро, се шегувам. Значи кафе во 7:00 сум на работа. Така. Мој колега и воедно еден од најдобрите другари мои кажува ќе почнат да замразат во болница, ќе визита во 7 сат праиш, меѓутоа тоа ми е навика, јас таа навика не сум ја сменил никогаш. Од кога почнав да работам во оваа струка, многу рано почнав да одам на работа. Едноставно тоа ми е биоритмот и не можам да го променам и се надевам дека никогаш нема да го променам. Сем ако не го промени некој друг. Така. Тоа е нормална Така. работа. И делот на спортот го правам практично многу доцна. Значи, кај мене пешачењето отприлика над 10 километри. Не смеам ни да кажам веќе колку, бидејќи имам повеќе, дневно пешачам повеќе него што коливе што се возат по град. Помеѓу 10 и 12 километри, тоа е навечер. Вообичаено немам некое друштво, освен некој од пријателиве кои што сега за жал во последно време се помалку и помалку ми прават друштво, а едно што ми е многу драго што почна син ми да ми прави друштво, не многу често, се неколку пати, али ми Супер. прави и тоа е добро. Баш Тоа е добро. убаво. Да, Се- човек се да изразговара создава и да се прошета убаво и на некој начин да се одржи така. Околу јадењето и околу диетите, тоа беше многу интересно. Практично увертират за да се зголеми телесната тежина е да се држи диета. Тоа е прво и најосновно. Јадењето и концептот е филозофија. Значи, вие практично собствените потреби ги задоволите, немате потреба толку многу да јадете. Доволно е многу малку да се јаде. Постојат принципи за тоа и затоа ја без разлика не е погрешно сватено од страна на Панче, не размислувам по типот дека не е дека диетата е лоша, не. Диетата е добра работа, нели вака за почеток. И тоа што би било добро, да се направи концепт на живење поврзано со храната. Тоа значи да се јаде оноку колку што треба, да се јаде да речеме 2 пати или 3 пати во текот на денот. Најдобро тоа да се компримира во еден одреден временски период за повеќе од 12, односно 16 часа организмот да нема, освен ако нема некоја здравствена причина тоа да не биде така, нели? Да мора. И на тој начин и ќе се коригира телесната тежина, а верувам дека и голем дел на тие лабораториски маркери за кои што зборувавме во пауза помеѓу емисијата ќе бидат многу подобри и ќе бидат многу повеќе коригирани. Сега како човек да се со делот на стресот заради професијата во која што се наоѓаме сите снајде, за тоа би бил веројатно еден од првите луѓе кои што би добили Нобелова награда доколку имам одговор на таквото прашање. Ја немам одговор на таквото прашање. Како се снаоѓам ја не знам, искрено да ви кажам, пробувам од ден на ден да најдам некоја подобар модус. Така е, меѓутоа човек треба едноставно индивидуално да пристапи на тоа и да знае дека се поминува. Ќе цитирам мојот татко за тоа. Он велеше, знаете како? Поминуваат и добрите работи за жал, ама за среќа поминуваат и лошите работи. Значи се поминува. Така да во тој правец тоа е некоја така моја порака на таа основа. Ете, до гледачите како се справувате со стресот. Да. Господин Фазли, вие утрински ритуали имате ли, освен кафенцето, нели што го пиете сега, може би чај рано наутро, некој цеден сок, не знам. За разлика од докторот и од министерот, јас пијам кафе доста. И јас рано станувам, бидејќи патувам од Куманово за Скопје. И агендата не ми дозволува да си дозволам нешто по-луксузно и да се опуштиме, како што знаеме. Ние се опуштуваме после во вечерните часови.
сакаме живот, нормално се пазиме од храната, но не држим диета, зашто јадам месо многу и така да порано се бави со спорт, со фитнес, сега моментално немаме можност. Покушавам да го држам ритмот со вечерните пешачења, но и тоа не ми дозволува, бидејќи се подготвуваме ние, покрај тоа чекаме и разни делегации, имаме форуми, имаме средби, така да колку ни дозволува времето, гледаме да се одржуваме здраво, но колку ни дозволува времето, толку. Мислам дека времето ни е многу ограничено и покрај сите овие лоши ситуации мора да има луѓе што ќе мислат за општеството, односно за сите бранши, а јас особено за моите занајчи, така да ние сме во многу малку време за самите себе си да задоволиме. Верувам дека ќе помине и ова, како што вели докторот, и ќе одиме на подобро. Ќе дојдат подобри времиња каде што ќе имаме време и за спорт, и за рекреација, и за сето тоа. Така. Многу е важно за здравјето спортот. Убаво го споменавте сите, дали ќе биде пешачење или било кој друг спорт. Јас гледам тука некоја фотографија од министерот, ќе искоментираме подоцна ова што е. Кошарка, нешто? Одбојка. Одбојка. Добро, подоцна малку повеќе ќе ни кажете околу тоа. Зошто ве прашав околу броците и дали појадувате, затоа што сакам да ви предложам нешто, не можам да ви наметнам, но ете, можеби кога ќе имате слободно време, можете да го пробате ова што ние го имаме тука во студио, една ужинка. Урда. Нешто што може да го комбинирате и со благо, и со солено, може во салати, може и со палачинки, може и на кришка леб, баш како што е на фотографијата. Она што сакам да го кажам дека е богато со протеини, има ниско ниво на јаглени хидрати и е одличен извор на калциум, а тоа е важно за коските, докторе. Може да се конзумира, како што кажа, во различни комбинации, 4% масти, 20 грама протеини по чаша. Ова е идеална закуска за сите оние кои што брзаат, а вие сите сте во брзање. Ова, во рака, со лажичката за 2-3 минути, ужинка. Сокче се да ставиме, може? Може сокче. Да. Имаме и сокче. Роберт, ќе ми асистираш малку сега околу сокот. Во зависност од тоа каков сок сакаат нашите гости, имаме тука цеден сок од портокал и од морков. Кој каков сака? Господи, кажа морковче. Морков. Да. И министерот ми тоа рече. Претежно пијам вода, повеќе. Не користам ни други продукти вакви, но со задоволство морковот ќе го пробам веќе сега. Овие производи се од Олимпус. Повелете? Нешто проверено. Јас тука ќе се натоврзам, Роберт, бидејќи можам за соковите со сигурност да кажам дека се добри, дека се природни, бидејќи ги конзумираат и моите деца. Така што ете можете да ги пробате, ако не сте ги пробале до сега. Министре, вие рековте, сега рековте. Отиде морковот, да. Отиде морковот. Може портокал? Да. Докторе, може ви? Да, сега имам друг избор. Не е проблем. Следната емисија кога ќе дојдете, ќе ви дадеме чај. Може, ете така, леден чај ќе имаме тогаш. Така што сега додека ги конзумираме овие производи, Роберт може да За докторот? ете така, ќе ми треба таа чашка таму. Ете така. Ние може да продолжиме со фотографиите. Имаме фотографии од доктор Камнар кои што можеме да ги погледнеме, во исто време вие ќе ги коментирате нешто што со ваша дозвола земавме од вашиот Инстаграм профил. Да, ја бев тоа што не доставив. Така. Што не доставивте, моравме знаме. Ова е од вашето работно место. Да, ова е од моето ново работно место. Моментално работам како ортопед хирург во приватната болница Аџи Бадем Систина. Што малку пак ќе направам година дена таму. Ова е една фотографија со моја драга пациентка во амбуланско поликлинички оддел на болницата. Така. Ова е моето работно дело, како што можете да видите. Бело, колку што знам до сега не се менува. А ова е убава, моја драга фотографија. Не можам точно се сетам пред колку години беше, меѓутоа сигурно се поминати 7-8 години. Дали ова после успешно завршена операција? Да, ова беше една... Според насмевките, предпоставам дека е успешно завршена. Да, ова беше една посериозна интервенција која што за прв пат се работеше во нашата држава.
Знаете како еден биолошки сегмент не е да може да се реконструира како резултат на негово претходно оштетување, потребно да се употребат специјални импланти. Овде користевме специјални импланти со посебни зглобни компоненти. Двајцата луѓе кои што се со мене, колеги кои што се со мене на оваа слика, не се од Македонија, они се од Австрија. Имавме соработка, односно започнувавме тогаш соработка со еден центар во Австрија кој што е познат како Center of Excellence, бидејќи они имаат програми, они така наречени Program of Excellence за одредена проблематика. Таа институција е една од институциите во светот, да речеме, можам 2 или 3 да споменам, едната е во Њујорк, другата е во Кина, во Шангај и третата е во Австрија. Ние имавме со австријанците, направивме успешна интервенција, поточно направивме 2 успешни интервенции тогаш и таа слика е токму од тогаш, да. Добро што ме ставил на Инстаграм, иначе немаше да ја најдам. Не сум баш многу. Може да се вртат фотографиите, ние ќе си разговараме, еве оваа фотографија исто искоментиравме. Да, ова е фотографија од Индија, од операциона сала во Мумбај. Таму бевме присутни на еден посебен проект околу поставување на импланти, вештачки зглобови и така натаму. Индија е една интересна земја, огромна земја, каде што постојат големи различности. Оваа фотографија е конкретно во една од болниците кои што се state of the art и за светски размери. И каде што гледате, овде се специјални скафандери, каде што воздухот кој што се зима, односно кој што доаѓа, ние кислородот што го дишеме, е преку овој скафандер, нема никаков контакт со пациентот во операционата сала, со што се намалуваат можностите за инфекции, компликации и така натаму. И ако овде интересно би споменал, ние одевме практично во неколку болници. Првата болница во која што бевме не беше воопшто ваква и тоа прв пат се соочив. Ја долетав во Индија со еден пар кондори и еден пар патики. Толку. Мислам сега, далек е патот. И дојдовме во првата болница со нашите колеги таму од Индија што не пречека. Доаѓаме пред првата болница и гледам, јас не сум видел толку многу кондори на едно место. Значи тоа беше, не знам, стотици илјади. И они викаат соблечите се. И ја му викам на, што беше со мене колегата Мајанк, викам извинјам, ја имам само еден пар кондори, викам ако овде кај ќе барам мој. Не си кирете, вика никој нема да ви ги земе. Соблековме. Трнавме боси, ни чорапи, ништо. Влеговме во болница. Викам, добро, вајда нешто ќе облечеме. На крај влеговме во операциона сала боси, значи комплет боси, ништо боси. Да, боси. Тоа е онаа разлика што можам да ја приметам, а оваа слика е практично од третата болница што бевме, каде што се беше сосема поинаку. Поинаку од пред. Да, тоа е еден свет од повеќе милиарди кои што живеат таму и нормално е да биде така. Супер, тука имаме една веќе приватна фотографија. Да, ова е керка ми пред, сигурно 7-8 години, не се веќе студент. Сега така да големка, големка е, ако ја види сликата тешко нас. Медицина исто ли? Јас сум виновна, еве. Медицина е, да. Медицина е на половина од факултетот, бидејќи медицинскиот факултет е нели малце подолг. 6 години трае. Ова е, точно се сеќавам, фотографија пред дочек на Нова година. Сега која година беше, немам појма, искрено да видам. Пред неколку години. Да, пред короната, затоа што така се дели, нели? Пред и после корона. Пред, да. Уште една драга фотографија негде на море. Едноставно што ми е драго вака кога го видам ова е што без разлика што она е веќе 21 година девојка голема, се уште имаме вакви фотографии. Баш убаво. Се мислев дека овие фотографии, барем така ми кажува, дека во една фаза ќе бидат поинакви, значи некоја дистанца ќе постои, не постои се уште, да е Боже, вака си биде станува. Да, се разбира. Да. Одлично. Еве исто од Да, работа. со моите колеги, ова беше shoulder surgery day, значи работевме вештачки рамења и така направивме и овековечивме. Практично тој ден го овековечивме со моите драги колеги, професор Кафтанџиев од мојата лева страна, ако гледате десно, лева е доктор Боро Илиев. Так. Ние сме покрај тоа што сме колеги, сме многу добри пријатели, другари, дружиме и соработуваме и така. Имаме уште една фотографија. Многу убава фотографија, браво. Кај е најдов тоа, јас На може да се Инстаграм? препознам. Што се јавно поставено може да се покажува. Да, ова е една фотографија. Повторно со керка ми, може син ми да се најде погоден, нигде го нема на фотографија. Деле, ништо, ајде за следниот пат да оставиме нешто тогаш. Добро, оправдание таа врска која што има Татко, керка е посебна релација. Тешко ќе си извадиме, ама добро. Апсолутно, министре, и вие се согласувате. Можете да се надоврзате, при тоа во исто време ќе ги гледаме фотографиите, какви фотографии сте ни донеле.
Ова рековте дека ни вие не сте знаеле дека постојат. Тоа од мајка ми. Поздрав на вашата мајка. Тоа е едната фотографија од матурска, другата е од дипломска. Вие сте имале долга витка на коса. Да. Да. Чудно. Се сеќавате на тој период или така како ни измагла? Многу добро се сеќавам. Многу убав Супер. период од животот. Убав, да. Еве ги тие црно-бели фотографии. Ова ти е интересно за господинот Агронот Куманова од десно што е, тоа е влачарата на дедо ми. Да. Дедо ми, Бог да го прости, беше влачар за нечие. И тоа е едно од двете влачари кои што ги имало на времето во Велес. Тоа е влезниот простор на дојќа на дедо ми. 80 Срекна Нова 1985. Тоа е со сестра ми. Тоа е фотографија со сестра ми. Баш убаво. Еве тука имаме со Дедо Мраз. Да. Не знам која година е тоа, но тука негде ќе да е. 80. Така. Прва половина на 80. Така е. Да. Еве уште една семена фотографија. Тоа се баба ми и дедо ми. Бог ги Така. прости. Човекот што го спомнавме пред малку, така? Да, Круме влачарот. Да. Познат за Велешани. Значи доаѓаме до констатација дека Еснафот секогаш придонел и за човечки ресурси, каде Да. министерот тука, значи секогаш Еснафот давал значење на школувањето на своите деца. Се разбира. И придонел да наследниците бидат школувани и ценети во Знаеле што да општеството. кажат и какви пораки да пренесат на своите поколенија, тоа е факт. И не Бидејќи- залудно се велело деснавско семејство, нели? Кога ќе кажа некој Еснав и луѓе, тоа имало Така ме значење. потсети министерот во дуќанчето, а сега не е министер и придонел за вакви луѓе да имаме во нашата држава да се грижат и да мислат за општеството и за напредок на нашето општество. Министре, еве фотографијата каде што рековте дека сте играле одбојка. Да, тоа е средна школа. Добро. Мислам дека бевме прво место на државен надпревар одбојка, така нешто беше се. Мислам дека одбојката е бројден спорт во Велес. Беше на времето. Или беше. Значи немаше некој од зграда, од мало, неколку луѓе да не тренираат одбојка. Обавезно. Одбојка и ракомет. Да. Одбојка и ракомет, ама и музика. Каде Па и сте вие, музика, кој да. инструмент? Да, гитара свирев. Гитара? Тоа е основна школа, мислам дека тука сум 7 или 8 оделение, каде Браво. што сум дел од оркестарот на основно училиште Блаже Коневски. Одлично. Еве и тука уште една, веројатно сте Тоа е од основна. математичка школа, да. Аха. Значи математика, спорт, музика, правник. Браво. Да, малце чудно е што завршив направен, требаше бај да електро да студирам, но така бај да многу филмови сум гледал со прокати. Супер. Еве, Тоа ми е семејството. ова е сопругата и двете ќерки. Така е. Затоа се надоврзавте татко и ќерка посебна врска, нели? Добро знаат. Ме сакал Господ, ја сакам да Така? кажам, со две ќерки, се надевам дека уште поише ќе ме сака со 3. Ако даде Супер, Господ. дај Боже. Ако тоа посакувате, одлично. Еве сте тука со сопругата. Да, тоа е фотографија од венчавката, мислам. Така. На вистина сте биле убави двајцата, морам да кажам, Ти не значи ова на коментирам. супруга. Секако. Сигурно. Така е. Еве Тоа уште е една. внук од сестрата на сопругата, Дамјан се вика, тоа е Од Болданска. Од така Балдиска. е од Бадуската, тоа Да, тоа ми е еден од најинтересните зборови кога стана збор за семени релации. и двете ќерки. Супер. И еве, уште оваа фотографија. Тоа е еден господин, Бог да го прости, сега е починат, не знам од кај најде мајка ми слика. Скендер Крсничи се викаше. Иначе ние во Министерство за транспорт која работев таму, сите помлади му се обраќавме со тате. Тате е еден таков, беше еден урбан лик, Браво. еден убав лик кој што, како да кажем, мора да кажем дека многу ми недостига од денешен аспект и се надевам дека ќе имаме со текот на годините ликови како тате Скендер кој што, како да кажем, сите не сакаше и сите го сакавме.
Убаво е да се споменуваат такви ликови, да се сеќаваме на нив, додека еден човек се споменува, живее за секогаш, нели така се Стварно не се знам вели. дека ги нашла сликави. Значи, како се вика вашата мајка? Десанк. Поздрав, господје Десанк. Јас многу ви благодарам за фотографиите. Мислам дека подобри фотографии не можевте да изберете, да, на оваа камера. Едната е добри за пасош. Нели? Скрос. Одлично, супер. Имаме фотографии и за вас да прикажеме, нешто што секако одобрено од ваша страна превземавме од Facebook страницата на Занечиска комора. Така што може да ги погледнеме и да ги коментираме и да кажувате каде и што се случувало, што е ова во моментов што го гледаме. Тука мислам дека сме во Гостивар, промоција на старите занаети и субвенционирање на старите занаети. Мислам дека голем интерес покажаа луѓето. Така, тоа е нашата традиција, култура што никој не може да ни ја оспори. И верувам дека ќе продолжиме во иднина со вакви добри настани. Аз не знам какви фотографии сте земали. Еве сега ќе видите. Од Се се поврзани со занечиството, немате да се грижите. Нема. Кажеме од телефон тоа што сакав да сигурно. Значи исто така тука, значи нашиот ангажман е преголем. Како комора и како председател одам во сите краишта во нашата држава во Македонија, каде што ги посетувам сите занаечи што придонесуваат за развој на занечиството и за промоција на занечиството и ги охрабрувам да лично они продолжуваат со занаетот. Така и треба, тоа сигурно им значи. Бидејќи не гледам многу далеко, не гледам оваа слика. Ова е плоштад престам Куманово, ако не се. Да, сигурно во Куманово, да, со дел од градските власти во Куманово, од локалната самоуправа, која прва почна да ги субвенционира старите занаети. И тоа имаше домино ефект, каде што веднаш општина Охрид, односно град Охрид, општина Газибаба субвенционира стари занаети и многу други општини кои добро стојаме со градоначалниците и се познаваме лично и ги поздравувам сите градоначалници што придонесоа за субвенционирање на старите занаети. Иве туку што еднаш се подсетуваме на македонската култура, традиција. Да, имаме и тука и носи македонски и други националности ги има тука. Значи кога зборуваме како министер што спомна пред известно време дека кога зборуваме за Македонија општирно за сите народности зборуваме. Сите што живеат тука. Значи ние ги представуваме сите и горсум што имам таква можност да ги представам сите занаечи без обврска на национална и верска припадност. Јас и ние се бориме за нивните права и промоција, така да имаме многу големи настани и имаме еве ова е брендот од Охрид, односно Охридскиот бисер. Да, од Охридскиот бисер, филеви. Тука што добија награда за најдобриот бренд во Македонија, која што датира дури има четврта генерација, доктори се по професија, професори и го задржуваат значи занаетот, бисерот наш македонски е надалеку проучуван низ цел свет. Надалеку проучуван, но и филеви придонели за тоа проучуваност. Така да ние покрај амбасадори, покрај занаечи сме и добри амбасадори. Ја представуваме на нашата трговина од најдобро светло. И верувам дека ќе продолжиме така. Исто така со старите занаечи. Инструменти? Да, тука музички инструменти, зашто во занечиството спаѓаат и изработка на музички инструменти. Имаме таква шифрена дејност. Тука и музички инструменти има. Мислам дека тука исто така е во Гостивар. Имаме и Одлично. Но најдрагата фотографија очигледно во телефон ви е. Да. Може да покажем? Можете, поведете. Вие, повелете. Отворете го телефонот, отклучете го. Отворен телефон. Ајде да зумираме малку, па ќе ни каже господин Фазли, зашто станува збор? Каде може да... Чекај. Ајде да видиме. Навака на кај... Вака. така. Ова е моја ореола. А уште да. Внука ми, така. која живее во Швајцарија и која ми е 8 месеци. Браво. Да, и Од така син. Од синот што го да, да. Јас можеби сум млад вака. Ако се сматрам за млад, но сепак сум дедо.
Ако има и горд помлади сум што дедовци. сум дедо и семејството е една значајна алка Најзначајно. во секое Кај секој човек не кај значи. секој човек и горд сум што имам внука. Иако моите деца кога ме прашуваат значи емисијата имаш ли деца, моите деца веќе се возрастни и школувани и едниот е во Швајцарија живее, вториот е со мене и втора година информатика студира и се гордеам со моите деца бидејќи придонесов да се образуваат првично, да имат сенс за почит на другите националности во нашата држава, да го познават секој јазик што се зборува во Македонија и да така просперираме. Се додека ние ги учиме нашите деца да почитуваат, секогаш ќе добиват почит Така од е. друга страна. Тоа е обострано. Да, тоа е обострано и верувам дека вака ќе продолжиме, ќе го смениме мајндсот на нашето општество, затоа што Македонија се гордие што е мултиетничка и само така можеме да ја представиме и да ја развиваме во иднина. Така е. Многу убаво кажано, овој дел ќе го заокружиме со штенна фотографија. Доктор Камнар ми испрати сега по моментов и од синот, па нели? Па убаво ви текна, Така е. па ќе се налути. Еве ако може од мојот телефон да ја прикажеме фотографијата. Па ова не е само од синот. Не, зборувам има ги и него, видовме. да. Да, на оваа фотографија го има и синот бидејќи претходно не го видов. Да, ова е моја омилена фотографија. Зошто? Ги имаме Солун. многу вакви. Да, ова е во Солун, од скоро е. Од последна година или пред беше, не точно се сетам. Зошто ми Еве е едно омилена? срце јас ке стиснам. Дека ми се допаѓа. Да, благодарам. Ете така. Зашто ми е омилена? Затоа што мојата сопруга е таа која што ги прави плановите за да може сите да бидеме на исто место. Како растат децата, они си имаат своји планови каде што многу малку не калкулираат, а ние имаме таков концепт дома да одиме заедно. Значи, барем да направиме неколку дена заедно. И зашто ми е мила фотографија? Затоа што тука сме заедно, неколку дена сме апсолутно заедно. Затоа што како одминува времето, тоа ми е многу драго што го слушнав од вас. По дома, тоа е повеќе на шега го кажуваме, па добро знаете, сега расте девојчево, машкото, не знам, дечко, девека, утре и така натаму. Па ја викам, нема никаков проблем, мене тоа не ми смета, нека си дојде со нас. Знам кој сака може да си дојде со нас. мене тоа Браво, воопшто докторе. не ми Али смета. мојме до мене да се. Па сите, и тие си се мои, така да, никаква разлика не ми прави. Мене многу ми е жално да режија ми јавуваат дека времето е толку, така што ќе ви се заблагодариме тука за присуството. Навистина ни беше многу драго, се надевам и јас дека вас ви беше пријатно и малку поразлично од претходните гостувања во други емисии, телевизии и така натаму. Се обидуваме малку да ве релаксираме пред да официјално започне работниот ден. Благодарам на поканата, мене ми беше супер. Ќе се видиме секако во некоја следна прилика. Мене беше многу Благодарности до вас. пријатно. Ви благодарам уште еднаш на поканата. Едино што беше кратко. Кратко. Да. Ова требаше од како ќе се изгасат камерите да кажете сега веднаш до 11 часот ќе ни се продолжи емисијата. Агромно ви исто благодариме. така, благодарам за поканата и се надевам дека ова нема да биде заден, односно ќе бидеме гости почесто, Секако. за да го промовираме заедничеството. А јас од докторот мора да го кажам, докторот, ние заедничите сме како маргарин, во се мешаме. Првото помагало ортопедско. Да, тоа денеска го бафтано. научив. Така е, тоа денеска го Да, научив. значи докторе, ние помагаме во сите струки, само кај полицајците не влегуваме и така да се надевам во иднина дека ќе се дружиме. А кај адвокатите? Кај адвокатите немаме пристап. А кај докторите да, првата справа, ортопедска, Да, ние бастонот со го изработиле за нечите, тогашното време мислиле и за Браво. здравието на луѓето. Така е. Ви благодариме уште еднаш, ви посакуваме да сте живи и здрави и се гледаме во следна прилика. Останете вие понатаму со програмата на Канал 5 затоа што имаме уште неколку информации за вас.